Неодговорно однесување и непочитување на мерките за време на пандемија од страна на политичките елити, тоа се оние кои носат препораки и закони. Ваквите случаи не се инцидентни кај политичари, високи функционери, партиски и верски лидери и создаваат револт кај граѓаните. Во време на полициски час, кога граѓаните седеа дома, верските лидери повикуваа на масовност во храмовите, на лити, молитви во џамиите. Во изминатиот период бевме сведоци како политичари и партиски лидери се однесуваат крајно неодговорно и спротивно на препораките кои ги упатуваат на граѓаните. Ова не е прв пат верски лидери, политичари, високи функционери да ги прекршуваат законите, мерките, препораките кои што во време на пандемија важат за сите подеднакво. Социјалните мрежи, веб-порталите беа преплавени со фотографии на политичари, на партиски лидери без маски или дистанца, како што беше при победата на СДСМ на локалните избори во Штип. За време на полицискиот час лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски го сликаа како влегува и излегува од фитнес клуб, а поранешниот поглавар на ИВС ја прогласи короната за мртва. Последниот случај со високи функционери на ДУИ, кои славеа роден ден на нивниот лидер во Министерството за политички систем и се сликаа без маски и дистанца, предизвика бура од реакции во јавноста. Прекршувањето на мерките и на здравствените протоколи за спречување на и заштита од коронавирусот е казниво заради загрозување на животот и здравјето на граѓаните, без оглед на тоа дали станува за граѓани, збор за граѓани, за институции, за верски организации, мерките важат за сите. Во случај на непочитување, сите одговараме еднакво пред законот. Се заврши со казни од 20 евра за функционерите на ДУИ, за министерот Груби 500 евра, за морална одговорност и оставки никој не помислува. Побаравме официјален став за овој случај, но од кабинетот на министерот Груби одговорија дека немал време, му била набиена агендата, а на прашањето не одговори ниту министерот Османи. Никој не може да биде над законот, особено не во оваа ситуација на пандемија, и политичарите и духовните лидери се со статус на граѓани и тие подлежат на граѓански прописи, вели Ана Чупеска, професорка на правниот факултет. Казните беа промптно изречени, иако впечатокот што го оставија колку и да биде тоа, колку и да било тоа секунда, дел од секунда ги изваделе маските, пораката која што се прати, мислам, остава еден впечаток дека станува збор за недопирливи и за недопирливи лица. А верувам дека и на нив тоа не им оди во прилог, така што не знам како ќе го поправат тој впечаток што го оставија со таа фотографија. МПЦ и ИВЗ, кои тешко се прилагодија на кризата со пандемијата, сега повикуваат на почитување на мерките, да се празнува одговорно, но во исто време не се откажуваат од своите верски ритуали, кои според медицината и науката представуваат опасност од ширење на вирусот. Од причеста со лажичката не се заразил никој досега, деците не отец Бобан Митрески. Кога сме веќе кај лажичката и причестувањето, ние не можеме да ја смениме суштината на нашето верување. Ние не се причестуваме со лажичката. Ние се причестуваме со Христос. На лажичката е Христос. Во Христа нема ништо што може да ни наштети. И тоа го правиме 2000 години наназад. И искуството до сега покажало дека Христос за оној што пристапува со вера и кој што пристапува со соодветната подготовка во примањето на телото и крвта Христови, кој што ги имаме на лажичката, не може да биде заразен, туку тоа го примаме како што читаме и во молитвата за здравје и за спасение. Но високи свештени лица починаа од опасниот вирус во Црна Гора и Србија, а пошироката јавност беше згрозена од целивањето на нивните мртви тела, дури и од деца. Митрополитот Петар смета дека е лудост да се мисли дека некој од свештените лица се заразил од причеста. Не го негираме заразувањето на свештените лица и владиците, вклучувајќи ги. Ние негираме дека преку причестната може да се донесе заразата. Зошто? Затоа што секој свештеник што служи литургија
и дјакон кога служи, епископите, ние сите се причестуваме со телото и крвта Христови, а на крајот свештеникот ја употребува причесната откако сите верници се причестат. Што значи дека ако е тоа така, треба сите свештеници од причесната да се заразат. А ние ниту во еден случај немаме доказ до денеска дека некој свештеник се заразил преку причесната, а имаме докази, еве во нашата епархија имаме некаде околу 8 свештеници што се заразиле, но тие самите кажуваат дека се контактите во семејството. Медицината нема оправдување за ваквиот став на црквата. Самото групирање во црквата во затворен простор кој трае подолго време е ризик фактор. Друго, дефинитивно во 21 век, зашто не доаѓаа луѓето у црква со своје лажиче од дома, например? Или бацувањето на еден ист крст да пројдат 1000 души. Од МВР вела дека санкционираат се што е во нивен домен. За верското убедување кое се коси со препораките во време на пандемија, велат. Верското убедување не го ослободува граѓанинот од обврските што како граѓанин ги има според уставот, законите и другите прописи, освен ако тоа со закон или друг пропис поинаку не е уредено. Професорката Чуповска вели, никој нема против да се чуе ставот на религиските субјекти, но никој не може да биде над законот. И покрај тоа што е секуларен карактерот на нашата држава, тоа во ниедна случај не значи дека црквата, односно било која религиозна институција има авторитет во целост да се меша во световните работи. Што значи секуларизмот? Секуларизмот значи државата да не се меша во духовните работи, да го зачува нели световниот авторитет во световното, односно духовниот авторитет да остане во сферата на духовното, црквата и другите религиозни институции. Нивната конкуренција не може да биде предмет на дебата денеска во 21 век, во ниеден случај. Дополнително, црквата не може да се става и ниту било која друга религија, во случајот бидејќи вие го спомнавте тој пример, во ниедна варијанта не може да се стави над граѓанскиот закон кој што важи за сите. Ваквото однесување само ја пролонгира епидемијата, вели доктор Стојанов. У 21 век да ги терате тие некои обичаи кај што објективно тоа нема да ве, дека е свет лик човекот, па нема да добиете зараза или дека ако го бакнете ќе не знам што ќе ви се деси, може само лошо да ви направи. Значи јас ја почитувам верата, немам ништо против верата. Мерките за заштита мора да се почитуваат и во црква и надвор од црква. Не се совпаѓа со медицината и со науката, а како тие го докажуваат тоа? Која е нивната статистика дека тоа се случува? Тие предпазуваат во своите апели, велејки дека заради можеби масовноста, заради тоа што сите пристапуваат кон еден објект како што е лажичката или пак путирот, тие предпоставуваат дека може би да се заразат. Значи тоа е, би рекол, превенција или превентивно укажување отколку што е докажано укажување. И тоа е голема разлика. И затоа јас малце е тука сензитивна таа неодговорност на некој да излезе во јавност, нели лекар. Митрополитот Петар пак подсетува на неодговорното однесување на политичарите кои ги кршат мерките што сами ги донеле. Уште од почетокот на пандемијата најодговорните луѓе, дури за жал, како што беше случајот и со една директорка на една клиника за кожни болести, покажа крајна неодговорност и соблазнително делува на граѓаните, општо земено, за тие да не ги почитуваат мерките. Сега испаѓа дека оние што ги носат мерките, оние што ги носат законите, први ги кршат законите. Тогаш не можете ред и порадок да ставите во едно општество, ако најповиканите не се придржуваат на мерките. Ваквиот став го наметнува прашањето дали црквата се поставува на државата и дали политичарите се ставаат над граѓаните. Пандемијата со коронавирусот ги сврли на површина сите негативности од тие кои треба да бидат пример на граѓаните. Политичко лицемерие и непочитување на мерките кои што важат за сите подеднакво. Верските лидери и политичарите не се откажуваат од сопствените уверувања и постапки и со тоа пренесуваат лоша порака до граѓаните.